Божи благослов и поздрав и од мене до сите вас и до сите оние кои што не слушаат, како што напомена и брат Данило. Ке почнеме за денеска на следниот начин. Знаеме сите кој бил Абрахам Линколн. Во времето кога се бавел со својата дејност, односно со својата адвокатска дејност, во неговата канцеларија влегол известен господин и за да му заврши овој некоја работа, односно за да му го реши во негова корист случајот, што мислам не е некоја ретка појава и денеска, му подал $15,000. Може да замислите колкава била таа сума, прилична сума за тоа време. Овој малку се подразмислил, за да потоа го истера едноставно од канцеларијата. И знаете зашто? Зато што овој бил близу до цената. Која е мојата цена, или поточно колкава е мојата цена, колкава е нашата цена? Знаете, постои еден израз кој што често се користи, кој гласи: си ја продал душата на ѓаволот. И ако отворите интернет, на интернет, значи буквално денеска се може да најдете. Може да најдете дури упатства, прецизни упатства, како тоа да му ја продадете душата на ѓаволот. За возврат ќе добиете моќ, популарност, пари и што ли уште не. Знаете, токму она што ѓаволот и го сакал, нели? Пишува дека сакал да биде како Севишниот, ама не по карактер, туку по моќ, по власт. Тоа и тој денеска им го нуди, и ни го нуди и нам, значи за некои кратки задоволства, богатство, популарност, само за да ни ја земе душата. Затоа што за тоа е, барем тоа е негова специјалност. 6000 години се бави со таа дејност, да ја наречем, со таа работа. Што всушност им понуди на Адам и Ева, од самиот почеток? Каснете од плодот и ќе станете како богови. Бог е оној кој што има се под своја контрола, има моќ, има сила, има власт. Знаете дека многу популарни музички или кој знае какви се звезди не постојат, под наводници звезди, денеска токму тоа го направили. Му го му ја продале душата на ѓаволот. Јас не сум тука да судам кој што и како е, Господ знае, меѓутоа налетав повторно на интернет како еден голем извор на информации на една песна од Майкл Джексон, познати од Майкл Джексон, кој што пред некоја година почина под наводници, не знам, и тоа не знам, која што носи наслов Money. Не знам дали треба превод. Пари. И еве како гласи некој дел од песната, еден дел од песната и поготово на рефрен. Пари, пари, ќе лажам за пари, ќе шпионирам за пари, ќе убијам за пари, ќе умрам за пари. Ова последното може би и да одговара на него. Знаете, затоа што после неговата смрт, тој заработува многу повише пари, односно да речеме неговите, отколку предходно. Знаете дека имаше еден период на кој следал. Мислам, јас го следев Майкл Джексон, кога бев нели помлад, ми беше симпатичен, интересен, музиката му беше интересна, повеќе не е. И имаше еден пат во неговата кариера, па знаете, се слушаше дека бил во големи долгови зацапан, и тоа после смртта негова, тој многу лесно ги отплаќа тие долгови. Знаете, обично се случува кога една музичка звезда ќе почине, да нагло скокне продажбата на сингловите и албумите од таа звезда.
Значи пари, 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 ке лажам за пари, ке шпионирам за пари, ке убијам за пари, ке умрам за пари. Видите, слушате во сега рефренот. Било што за пари. Ке лажам за пари, ке умрам за пари и душата го треба ке си ја продадам на ѓаволот за пари. Ова е текст од една негова песна. За популарност, како што кажавме, за моќ, за власт. Ако влезете во тој договор со ѓаволот, тој ќе ви исполни дел од тоа, меѓутоа ќе ви ја земе душата. И што сте постигнале на крајот? Знаете, денови ве слушнавте, некој си, воопшто не пратам, значи денеска таква музика, Еми Вајнхаус ли, како беше? Почина на, не знам, немаше ни 30 години. Славна личност. Па интересна беше изјавата на незината мајка, дека таа и тоа го очекувала. Ништо друго не очекувала од неја. Значи, кога? Тогаш да отиде. Сте слушнале за трагедијата на Волфганг Гете, Фауст. Веројатно сте слушнале, познато. Содржината е следна. Фауст е успешен доктор, може да напредува во науката, значи интелигентен, и тоа барајки ја суштината на животот, му здосадил животот. Бил незадоволен од животот. И така во оваа трагедија, значи, драматизирана од Волфганг Гете, се срекева со ѓаволот, кој што е прикажан преку еден друг лик, му го заборавив името, не е ни битно, и исклучува договор со ѓаволот, разминувајќи ја својата душа за бесконечно знаење и световни задоволства. И може да предпоставите како завршил овој Фауст. Добил што добил, и вели таму, јас тоа ќе оставам под наводници, кога ја го достигнал врвот на својата среќа во животот, значи таа среќа под наводници, отишол. И што добил на крај? Секој од нас има некоја цена. Или ќе дозволите да ве купат, а знаете, кога ве купуваат, ви нудат понуда од трето лице. Или пак вие самите ќе се продадете. Тогаш вие самите си ја кажувате и одредувате цената. А ѓаволот, како што кажав, со големо искуство од 6000 години, знае која е мојата цена, знае која е твојата цена, знае што треба да ти понуди, колку, 1000, 2000, 3000, 5000 долари, марки, евра, не знам, или не мора да бидат пари, во случајов, кажавме, мојк власт, само за да ви ја земе душата. И сега, доволно се бавевме со, значи, овие некои личности, како Вовец, беше сето тоа, сега ќе отвориме во Судии, книгата на Судии, во 16 глава. Судии, 16 глава. Познатиот Самсон, која била неговата цена? Од 4 стих. Потоа тој се влюби во една жена од долината на Сорик, по име, не ми се допаѓа овде овој превод, Далила, може би подобро, или да не кажам сега Дилајла. Значи Далила. Филистејските кнезови дојдоа при неја и рекоа, филистејците имале проблем со Самсон, бил неверојатно снажен, силен, поседувал, значи, голема физичка сила и моќ, и ним Самсон е бил проблем, и велат на Далила, заведи го и научи каде стои неговата голема сила, за да можеме да го совладаме, па да го врземе и да го направиме немоќен. А секој од нас ќе ти даде по 1100 сребрени сикли. Бајги висока цена.
И еве, Далила ја гледаме овде како онаа која што за пари ќе стори се. Што е битен, Самсон или било кој? И често пати се користи вакво средство за ваква цел. А ако сте читале за тоа како Алберто Ривера го објаснува делувањето на језуитите, ќе ви биде јасно како, на кој начин користат токму вакви средства за да срушат цркви. Далила го праша Самсона: кажи ми, каде стои твојата голема сила и со што треба да бидеш врзан за да бидеш совладан? Пазете, отворено, директно му кажа. Значи, него му е потполно јасно. Не е нешто заведен со зборови. Отворено и директно. Нешто друго него го заведувало. Се влюбил човекот. Самсон рече: ако ме врзат со 7 свежи, уште не осушени жили од лак, ќе станам бесилен и ќе бидам како обичниот човек. Каде е проблемот сега на Самсон? Како прво, тој мисли дека не може да биде купен. Меѓутоа, кажавме, ѓаволот ја знае цената на секој од нас. Знае што да понуди. Знаете, денеска луѓето паѓаат на ништо, на ситници, немаат воопшто никаков интегритет свој. Ми остана во сеќавање деновиве на телевизија, гледам, политичарите од парламентот се повикуваат на некој си интегритет свој, врз основа на Божите заповеди. Па не кради, па не лажи, па не убивај, не знам. Може би сте биле сведоци на тоа, го гледавте. Интересно. Самсон си играл со искушенијата. Еве го првиот негов чекор. Се потпрел на својата сила. Знае дека е силен, физички мокен. Што е ова? Ништо ова не е за мене. Ке се скинат како играчка овие. Значи си поигрува и со Далила, сметајки дека, мислам, се игра со Далила, всушност не е ни свесен дека ѓаволот си поигрува со него, со неговата душа. И знаете, денеска, често пати, ние, доколку сметаме дека сме многу силни, можеме да западнеме во вакво нешто. Ќе видиме како постепено Самсон ќе се најде, значи, тоа се случува постепено, не е туку така одеднаш. Посебно младите денеска тинеџерите, посебно се чувствуваат онака силни. Знаете, во тие години, се можам јас. Кој ми може нешто мене? Една чашка, што една чашка не е? Ништо. Имам јас сила, не е проблем од една чашка или од една цигара или силен сум јас. Што ми може тоа? И што? Самсон ги кине овие жили од лак. И што се случува? 10 стих. Тогаш Далила измамена му рече на Самсона: ме измами, ме излага, се играш со мене, со други зборови. Но сега кажи ми, со што треба да бидеш врзан? Тој одговори: ако ме врзат добро со нови, уште неупотребени јажиња, ќе станам бесилен и ќе бидам како обичниот човек. И зедоа јажиња, го врза, и Самсон повторно во своја сила. Какви јажиња? Не, значи бил доволно силен, мокен тие надвршни јажиња со кои што бил врзан да ги скине, ама не ни бил свесен дека внатре веќе е врзан со поинакви јажиња. Тринадесети стих. Далила повторно му се обреќа, му вели: постојано ме измамуваш и ме лажеш. Видите, ова е уште една работа. Човекот како што постепено паѓа во грев, лаже. Лаже, се повеќе лаже, се повеќе лаже, за да на крајот едноставно почне самиот на себе си и на своите лаги да верува. Кажи ми, најпосле му вели она, со што треба да бидеш врзан? Тој одговори: ако вткаеш 7 плетенки, сега полека ѓаволот го обработува и он полека доаѓа кон косата, значи она
она, каде што му била под наводници силата. Значи, ако вткаеш 7 плетинки од мојата коса, во ткајачки разбој, ако ги заглавиш со клин, ќе станам немоќен и ќе бидам како обичниот човек. Таа го заспа, си играл со Далила, а меѓутоа веројатно сакал да помени повеќе време со неја. Го заспа и отка 7 плетеници од неговата коса во ткајачкиот разбој, заби клин и му викна: ете, се филистејците врз тебе, Самсоне. Тој се разбуди, го истрга и клинот и ткајачкиот разбој се. Што е тоа за Самсон? Ама веќе е врзан, тоа добро врзан со внатрешни јажиња, како што кажа. Јажињата на гревот. И 15 стих понатаму Далила му рече: како можеш да кажеш дека ме сакаш, кога твоето срце не е со мене, не си искрен, си играш со мене? Веќе 3 пати ме избави и не ми кажа во што е твојата голема сила. Бијајќи секој ден му здоделаш и го мачеше, на Самсона многу јасно требало и му било што и како е, меѓутоа ѓаволот ја знаел неговата цена. И кажува што е што и што се случува. Далила, вели 18 стих, свати дека тој тоа го кажа искрено веќе. Сватила дека тоа е тоа, го врзуваат, му ја бричат главата, го ја сечат косата. Тој ја губи својата сила и останува и без очи. Значи, да не си играме со искушенијата. Тоа е прво нешто што треба да не биде на ум. Да не го подценуваме ѓаволот и неговата сила, од друга страна да не се замислуваме дека имаме кој знае каква сила и дека можеме во било кој момент ние да се оттргнеме од... на Самсона тоа му изгледала една обична шала. Шега. Се шегувал. Се игра со Далила. Меѓутоа нема играчки со ѓаволот. Видите што кажува Елен Вајд во Патриарси и пророци. Искушувачот секојаш на луѓето им нуди примамлива земна добивка и почести за да ги оддели од Бога. Тој им дошепнува дека претераната совесност само ги спречува да уживаат во благосостојбата. Па дај малку, уживај во животот. Што толку сега ти мора да си принципиелен? Така мнозина се наведени да ја напуштат патеката на строгата честност. Еден погрешен чекор, вториот го прави уште полесен. Еве го проблемот. И ако ние мислиме дека може би па ништо не е малку, а следните се похрабри и порешителни. И се полесно и полесно можете да паднете во стапицата на ѓаволот. Кога еднаш ки му подлегнат на лакомството, стремејќи се кон власт, пример власт, или мок, богатство, луѓето се осостојуваат да сторат и најстрашни гревови. Мнозина си ласкаат себе си дека можат за известно време да ја напуштат патеката на строгата честност, доека не постигнат некоја своја цел. Си викате, абе чекај се, Господ, па толку, па ситница е ова, дај јас, ќе заборавам за момент дека сум христијанин. За да си ја постигнам одредената цел, било која и да е, па после тоа пак јас ќе си бидам христијанин. Да не забораваме со кого си имаме работа при тоа. И дека ѓаволот, повторувам, ја знае нашата цена. Тие сами се вплеткуваат во мрежите на сатаната и ретко потоа можат да му побегнат. Фала на Бога, во случајот со Самсон, Господ во својата милост, сепак ќе го избави. Ќе ја избави всушност неговата душа, ќе ја земе назад. Да кажам така, под наводници душа, живот. Сваќајте, не зборуваме за не знам каква душа. И Самсон иако ќе загине,
Господ, знаете, можело, ако било поинаку, можело многу повеќе да се прослави преку неговиот живот. Иако, сепак, ете, про неговите грешки, се вплеткал во таа сотонска мрежа, загинал, но знаеме дека ѓаволот не успела да ја земе неговата душа. Слава на Бога за тоа. Сега гледаме еден друг пример во Броеви, или 4 Мојсеја, ќе отвориме, 22 глава. 22 глава Броеви, или 4 Мојсеја. Од први стих, потоа Израелевите синови отпатуваа и се влогорија во Моавските полиња, отаде Јордан спроти Ерихон. Валак, Сефровиот син, виде се што им стори Израел на аморејците. Моав се исплаши мощно од тој народ, зашто беше многуброен. Страв го опфати Моав од израелците, затоа Моав им рече на мадијамските старешини: сега овој народ ќе изеде се околу нас, како што волот ја испасува тревата по полето. Валак, синот Сефоров, беше Моавски цар во тоа време. Тој му испрати посланици на Валама, синот Веоров, во Фатур, што се наоѓаше покрај реката, во земјата на амонците. Го повика велејки: еве еден народ дошол од Египет. Еве го покрај лицето на земјата и се насели покрај мене, затоа дојди и проколни ми го овој народ, зашто е посилен од мене. Така ќе можам да го совладам и да го истерам од земјата. А знам дека е благословен оној кого што ти ќе го благословиш, а проклет е оној кого ти ќе го проколнеш. Овие зборови, веројатно многу убаво и примамливо му делувале на Валам, кој патем речено бил некое време Божи пророк, Божи човек, меѓутоа, заради алчноста, лакомоста, ѓаволот ја нашол и му ја понудил цената, за да го купи, и отпаднал. Видите како звучи ова: ти што ќе благословиш, благословено е. Како да тоа е Бог. Повторно, ѓавол нуди моќ, сила, власт. Моавските старешини, мадјамските старешини тргнаа со подароци во своите раце за вражање, стигнаа при Валама и му ја пренесоа Валаковата порака. И видите сега, познат ни е случајот, да видиме како Валам во случајов се продал, самиот си ја продал душата. Му било понудена цена, нели? И тоа ќе видиме како тој самиот се продал. Валам добро знаел дека всушност Господ е тој кој што ако нешто благослови е благословено. Му било јасно дека не може ништо. Но што вели, доаѓаат овие кај него и што вели: ај, останете ноќеска, преминкевајте тука, па да го прашам јас Господа што ќе ми каже. Знаете, често пати, црно на бело, пишено е, точно знаеме што е и како е, ама ја ќе го прашам Господа. Да, Господ не е човек, па да биде де вака, де така, нити лаже, нити се двоуми, нити преправа. И што се случува? Останале овие кај Валама. 9 стих стигнува предупредување од страна на Господа. Бог дојде при Валама и праша: кои сти се овие луѓе сега? Со кого имаш работа? Свесен си? Со други зборови. И Валам му одговара што е и како е. И Бог му вели, 12 стих: не оди со нив, не проколнувај го оној народ, зашто е благословен. Можеш ли ти да со некоја магична моќ да го одземеш благословот од Божиот народ? Нема шанси. Како што денеска можеби со некој си дозволува со некоја си магична моќ, не знам, он е Божи представник, да го земе благословот од едниот ден, да го стави благословот на другиот ден, и сега не седмиот, првиот ден е благослов. Наутро Валам стана и им рече на Валаковите кнезови: одете си во вашата земја,
зашто Господ не ме остава да тргнам со вас. Сте приметиле луѓе кои што се членови на една ваква верска заедница, односно религија? Абе, Господ не ми дава ова, Господ не ми дава она, Господ ми брани ова, Господ ми брани тоа. Така вели Валам, им порачува, кажете му на Валак дека Господ не ми дава. И Валак, сметајки дека цената е прениска, праќа уште повеќе своји посланици, помногубрени кнезови со поголеми дарови. Дојдоа тие 16 стика и Валам и му рекоа: Валак синот Сефоров порача вака: не двуми се, туку дојди при мене. Знаете, ѓаволот, како што и претходниот случај со Самсон, ако ве врзе малку на почеток и вие се одврзете, да кажам, под наводници, Самсон не се одврзал од гревот, Самсон се одврзал физички онака. Меѓутоа, ѓаволот нема да остави до тука, ѓаволот, неговата цел е да ви ја земе душата, значи ќе оди до самиот крај. Така и со Валам. Не се откажува така лесно. Ке те наградам богато и ке направам се што ке речеш, 17 стих, замислете си ја цената. Ке имаш, се ке биде твое. Сеќавате веројатно на искушението што Исус го имал во пустина. Се ке биде твое. Само направи така и така. Само преколни го овој народ. Заврши си ја задачата. Да не забравиме да спомнеме, Валам со душа сакал да отиде да го направи тоа. Сакал да заработи некој динар, може му велел на Господа: па и 10 ке ти дадам, поголем. Ама, и затоа вели: Господ не ми дава. Се враќа малку назад. И често пати ние посакуваме некако внатрешно да направиме нешто, да не, едноставно знаете, гревот не се остава се дека не го замразите. Ама знаете дека Господ вика не. И сега вие внатре имате желбата, ама Господ не ми дава. Не можам тоа и не можам. А толку радо би сакал. И сега, во вториот случај, видите како одговара Валам. Да ми ја даде Валак и својата куќа полна со сребро и злато. Не би можел да ги престапам заповедите на Господа мојот Бог, за да направам нешто било големо, било мало. Видите сега, навидом Валам го чува својот интегритет. Меѓутоа, повторно, внатре е врзан. Внатре е врзан со тие јажиња. Тој радо сака да отиде и да заврши таа работа и да стигне до ова што му се нуди. Затоа што крајот ќе покаже дека е така. Но, сега вели, не, што сака нека дава. Значи, фактички со тоа ги одбил сите понуди понатамошни. Не можете вие да ме купите мене. Дали сте свесни? Нема цена која што би можела да ми се понуди. Со други зборови, тоа го вели Валам. Ама останете и вечерва пренокевајте. Ја сепак да го прашам Господа. Еве го, значи таа внатрешна желба гори кај него, да, сепак да отиде, да се спротистави на Божјата волја. Бог му рекол: не оди. Во ноќта Бог дојде при Валам и му рече, и Бог не се откажува. Дали забележувате оваа борба за душата? За било која душа се води безпоштевна битка. Дојде Бог и му рече: ако тие луѓе дојдоа да те повикаат, стани тргни со нив. Веќе кога си запнал, знаете, Господ нема да ве спречи ако нешто запнете да направите. Не работи против слободната волја. Туку може да се работува само со нашата слободна волја. И, нели, преку советување, преку често делување, како што еве делува врз Валам, ако одиме по грешен пат, сака да не поправи. Така Господ му дозволил на Валам да работи по своја волја, зашто тој упорно го барал тоа. Не се трудил да ја извршува Божјата волја, туку одбрал собствен пат и дури тогаш се обидел да добие Божја согласност.
Тој е решил така ќе правам и сега, Господе, ти уште треба да кажеш да, така прави. Му вели, оди, но ќе правиш и ќе кажеш оно што јас ќе ти го кажам. И се што се случува? Наутро кога Валам станал, ова не го кажува вдъхновените списи, иако може би навидоми не се забележува овде, но 21 стих и личи да е таков и е таков. Овие кнезовите, пратените кнезови веќе заминале, затоа што сметале дека овој пак ќе се откаже, шо нели кажа дека што и да му понудиме, тој не прифаќа. Што сега ќе остануваме кај него, ќе го чекаме. И тргнале. И еве како Валам се продал, самиот се продал. Што направил Валам? 21 стих. Наутро Валам стана и стави грубо дрвено седло на својата ослица и отиде со помоавските кнезови. Тргна по нив. Валам си ја продаде душата. Зашто? Му нудеа полна, односно тоа тој го вели, значи се што ќе посака. Се прашувам дали најмоќната светска сила денеска не би ја продала душата на ѓаволот за да се извлече од големата криза, од големиот долг, затоа што живеат расипнички живот. И тоа како и секоја империја што паѓа, и таа ќе падне. Може би многу поскоро, отколку што самите ние очекуваме. Ова како една мала дигресија. Што се случува со Валам? Да не продолжуваме понатака, ја знаеме сцената. Бог се обидел дури и преку магарицата да го спречи. И како и во случајот со Самсон, јасно му е, и на Самсон му било јасно и на Валам, дека оди спротивно на Божјата волја. Меѓутоа, врзане. Понудена му е таа цена, која што ѓаволот многу добро ја знае, која е за да не земе душата. Му ја земе душата, во случајот на Валам. Знаете, Бог, од друга страна, сака луѓе, бара, му требаат луѓе кои што имаат интегритет, кои што нити можат да се продадат, нити можат да се купат. Вели еден цитат од Елен Вајт. Луѓе кои што немаат цена во овој свет, знаете ли зашто? Затоа што знаат за нивната душа каква цена била платена. Че видите, пак се врти околу крстот Голготски и околу тоа колку ние ја цениме таа жртва на Голгота. Што се Исус сторил за нас? Непроценлива вредност има секој од нас, а ние ќе се продадеме за ситни пари. За ситно задоволство, за краткотрајно задоволство. Ќе опрекоскаме вечниот живот. Која цена била платена на крстот? Затоа сме безценети, затоа Бог го пратил својот син, затоа што толку многу не люби со таа вечна љубов и не го поштедил и својот син. Заради тоа што ние сме навистина безценети. И отвараме, ови се последните неколку стика, прво послание до Коринќаните 6 глава. Прво послание до Коринќаните 6 глава, 20 стих. Зошто скапо сте купени, че ние сме веќе купени. Скапо сте купени и така прославете го Бога во своето тело и во својот дух, кои се Божии. Ние сме Божии веќе, ние сме купени, ама ете заради кратки задоволства, како што кажавме, заради она човечкото, да бидам над, да бидам силен, да имам контрола, ние ќе си ја продадеме душата на ѓаволот. Прво послание до Коринќаните сега 7 глава, следната глава, 23 стих. Скапо сте купени, не бидете им робови на луѓето. Ние сме купени, ние сме откупени за да
бидеме слободни. И прво послание Петрово, прва глава. Прво Петрово послание, прва глава, 18 и 19 стих. Знаејќи дека не сте откупени со распадливи нешто со сребро или со злато. А се продаваме за сребро или злато или за... Не сме купени со распадливи нешто со сребро или со злато од својот суетен живот, што ви е предаден од вашите татковци. Туку со скапоцената крв на Христа, како невино и чисто јагне. Требаше да се пролее скапоцената Христова крв на крстот за нашиот откуп. И сега да ги впериме погледите кон Голготскиот крст уште еднаш. Тука е решението на многу нешта. Сеќавате минатиот пат спомнавме. Од каде толку благодарност и љубов кај Марија? Заради тоа што ја сватила жртвата, заради тоа што ја сватила прошката што и била дадена и понудена од Христа. Колку ние ја сваќаме жртвата, колку ние ја сваќаме што Исус сторил за нас. Може би тоа го покажува нашиот секојдневен живот. Се продаваме за френки и чушки. Ова е малку пострумнички. За ништо, за глупости, за моментални задоволства. Слаби сме, да. И тоа, каде треба да го впериме погледот? Каде го вперила Марија погледот, за да го направи тоа огромно дело? А каде зјапале, каде гледале Симон и останатите? Не само што не го разбрале незиното дело, не го разбрале па воопшто ни Исуса. Како сега тој ја фали оваа блудница? Да, сите сме грешници, помалку или повеќе. За секој од нас е даден истиот откуп. Откупени сме со драгоцената Христова крв. И затоа да не дозволиме да му ја продадеме душата на ѓаволот. Ние сме непроценливи. Нека му е слава на Бога. Амин.